Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Расте интересот за едрење, но за развој на овој спорт потребна е соодветна инфраструктура. Срцето на Охридското езеро, документацијата за веслачкиот клуб Југ од неодамна се чува во Охридскиот архив. Базар со рачни изработки и локални деликатеси во сабота во Струга. Шест лица починале во луксузен хотел во Тајланд од труење со цијанид. Ги погледнавме кратките најави. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме уште еден тропски ден со сончево и многу топло време и максимална дневна температура од 36 степени Целзиусови. Во четврток на Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во областа на Алпите, на Балканскиот полуостров, како и во крајните североисточни и источни предели од континентот, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици и со услови за појава на невреме. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Локално во Босна и Херцеговина и во Србија ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици и услови за појава на невреме. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 30 до 39 степени. Во Македонија во четврток, тропски ден, ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен засилен северен и североисточен ветер кој што ќе достигне брзина и до 25 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 16 до 24 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 29, односно до 40 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со благ пад на температурите. Минималната од 21 степен, а максималната до 33 степени. Во Охрид во петок и сабота ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развој на нестабилност, што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за појава на невреме. Минималната температура од 21, односно 19 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 32, односно до 31 степен. Во недела претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 18 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените.
Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Расте интересот за едрење, но за развој на овој спорт потребна е соодветна инфраструктура. Потребни се везови, места за сидрење, реконструкција на доковите и пристаништата. Охридското езеро има голем и неискористен потенцијал за развој на наутички туризам. Голем е интересот за едрење и кај младите и кај возрастните, но услови за развој на едриличарството нема. На Охридското езеро плуват околу 30 на едрилици, а тоа се единствените еколошки зелени пловила кои не предизвикуваат загадување. Главен проблем е немањето на доволно сидришта и место за чување на едрилиците, доколку Охрид има соодветно пристаниште за сидрење на еколошките пловила, дополнително ќе се развиваат наутичките спортови. Охридското езеро има голем и неискористен потенцијал за наутички туризам. Најголем проблем за развој на едрењето како спорт, како категорија за рекреација и исто така како еден правец за развој на наутички туризам е недостатокот на инфраструктура. Ево, на ова пристаниште каде што сме врзани, тоа е старо уште едно 10 години, ќе се слави 100 години од изградбата на пристаништето, и уште пристаништето кое е многу мало и соодветно во Свети Наум, и толку е. Значи немаме апсолутно никаква инфраструктура која е неопходно потребна за развој на едрењето, за зголемување на бројот на едрилици. Едриличарите велат не е потребна голема, скапа и луксузна марина, туку едноставна, изградена од екоматеријали согласно препораките на УНЕСКО. Тие бараат реновирање на сите пристаништа и докови, особено во Радожда, Трпејца и Свети Наум, за полесен пристап и пловидба на едрилиците. Другото е само желба, работа и многу малку пари да се направи инфраструктурата. Како пример, може да е Балатон езерото во Унгарија, каде што имаме неколку илјади регистрирани везови за едрилици. Значи тоа е огромен број на едрилици, огромен број на манифестации. Например, ова нашево езеро, кога би имало соодветна инфраструктура, годишниот приход од наутички туризам ќе е многу повеќе од 100 милиони евра годишно. Странските туристи се воодушевуваат од прошетките со едрилици низ езерската шир. Едриличарите велат доколку има неопходна инфраструктура, бројот на еколошки пловила 10-кратно ќе се зголеми. Првите импровизирани едрилици запловиле по Охридското езеро во далечната 1937 година. Тоа биле кајчина на кој било поставено платно. Во 40-тите години од минатиот век Охрид бил град на едрилици. Срцето на Охридското езеро, представено преку документацијата за веслачкиот клуб Југ, денеска се чува во Охридскиот архив, благодарение на ентузијасти, членови на клубот, иако тој не работи со полн ек, како и на вработените во архивот. Фондот за најстариот спортски клуб во Охрид опфаќа период од 1932 па се до 90-тите години на минатиот век.
Директорот на архивот вели дека постои ентузијазмот и желбата да се промовира минатото, со цел да се поттикне враќање на сјајот на веслачкиот клуб и воопшто водените спортови во Охрид. Охридскиот архив представува ризница на пишано културно богатство која секојдневно се збогатува, а од неодамна ја презеде и документацијата од најстариот спортски клуб во Охрид, веслачкиот клуб Југ. Една од најзначајните дејности на архивот е пронаоѓање на документации со особено значење од различен временски период и области од општественото живење кои се чуваат во приватни збирки и истите да станат дел од архивската граѓа и достапни на научната и пошироката јавност, вели директорот на установата, историчарот и архивист Никола Митровиќ Бабе. Несомнено и моја желба, а и желба на целокупниот тим на Охридскиот архив беше да се пронајде документацијата од веслачкиот клуб Југ. Ние многу често како епитет укажуваме дека токму таа документација и веслачкиот клуб Југ представува срцето на Охридското езеро и доколку не го зачуваме трајно, ние навистина ќе немаме со што да прикажеме на идните генерации колкаво било значењето на токму овој спортски клуб, меѓутоа и ја пренесуваме одредената традиција која постоела подолг временски период. Срцето на Охридското езеро, представено преку документацијата за веслачкиот клуб Југ, денеска се чува во Охридскиот архив благодарение на ентузијасти, членови на клубот, иако тој не работи со полн ек, и на вработените во архивот. Иако своевидното свидетелство за огромен број генерации се уште не е во целост обработено, веднаш се пристапило кон дигитализација на пронајдените легитимации, односно картичките на професионални спортисти, но и аматери кои се занимавале со веслање. Затоа започнавме веднаш со дигитализација, дури направивме едно кратко видео во кој огромен број на охријани, меѓутоа и луѓе од пошироката област се пронајдоа себе си или пронајдоа некој близок и при тоа навистина побудивме емоции, побудивме можност за истражување во Охридскиот архив и навистина со нетрпение очекува да биде обработен во целост овој фонд и да биде можност за натамошно истражување. Слично искуство архивот имаше и со презентирањето на рибарскиот алманах, кој го опфаќаше периодот од 1934 до 1941 година, меѓутоа сега за веслачкиот клуб Југ опфатен е период од 1932 па се до 90-тите години од минатиот век и уште поголем број луѓе. Емоциите се неприкосновени и сметам како историчар дека емоцијата не може да се долови со зборови, вели Митровиќ. Имаше емоции со солзи, имаше емоции со смеа, имаше емоции со радост, имаше емоции со тага, бидејќи дел од нив веќе и не се меѓу нас. Така да, меѓутоа, во секој случај, честитките беа огромни од сите страни и, како што кажав, со нетрпение се очекуваат покрај дигитализацијата да се обработи фондот и веќе да се пишуваат научни трудови за тоа, меѓутоа и секој индивидуално да дојде да си ја истражи својата собствена историја како дел од веслачкиот клуб Југ и со тоа можеби да се направи одредена монографија или пак да си ја пополни семејната архива. Веслачкиот клуб Југ, кој дал првенци на некогашна Југославија и европски шампиони во своето поблиско минато, се соочуваше со згаснување, а денеска по безмалку 100 години од формирањето едва и функционира. Директорот на архивот вели дека имаат одлична соработка со општина Охрид, со спортски клубови и манифестации, смета дека постои ентузијазмот и желбата да се промовира минатото со цел да се поттикне враќањето на сјајот на веслачкиот клуб, веслањето, плавањето и другите водни спортови во Охрид. Балетска представа наменета за најмладите. Во рамки на програмата на општина Охрид наменета за најмладите под мотото Културата расте со децата, во петок, 19 јули, со почеток во 20 часот и 30 минути, на сцената кај трговскиот центар Амам ќе се одржи детската балетска представа Барби во изведба на Охридското детско балетско студио Наталис студио. Долги и стоечки овации за еден од водечките германски класични гитаристи, маестро Герхард Райхенбах, кој синоќа во рамките на Охридското лето во црквата Света Софија ги потврди високите стандарди на неговото елитно музицирање.
Љубителите на музиката од класичниот жанр во црквата Света Софија вчера вечер не останаа рамнодушни слушајќи ги звуците на класичната гитара на маестро Герхард Рајхенбах од Германија. Беше голема чест за мене што бев поканет да свирам тука, на ова место, во оваа стара и светски позната црква Света Софија, која покрај незината историја има и прекрасна акустика што перфектно одговара на акустичната гитара. Имаше фантастична и топла македонска публика, како и публика од Германија. Прекрасно поминав и се надевам дека повторно ќе се вратам, изјави Рајхенбах. Овој голем уметник со светско реноме, кој повеќе од 4 децении одржува концерти како солист, со оркестар и на бројни фестивали низ светот, е и професор по гитара на Универзитетот во Келн, на кој меѓу другите имал и 5 студенти од Македонија, за кои рече дека се многу мотивирани и посветени. Утре вечер на Охридско лето ќе настапи квартетот Арпеджо од Виена во рамките на австриската вечер. Концертот ќе се одржи во Катедралната црква Света Софија во 21 часот, а во Центарот за култура Григор Прличе во 19:30 часот ќе биде отворена изложбата Калиопе, жените во општеството, културата и науката. Значењето на изложбата е израз на заложбата да се прикажат последните 200 години во светлина на биографиите за значајни австријки жени што со талентот, силата на волјата, храброста и борбеноста и дале печат на својата земја и ја збогатиле. Базар со рачни изработки и локални деликатеси во Струга. Во сабота, 20 јули, од 15 до 20 часот, во паркот на поезијата во Струга ќе се одржи базар со рачни изработки и локални деликатеси во организација на Europe House Струга. Младите креативци од југозападниот регион ќе ги представат своите уникатни рачни изработки од природни материјали, парчиња гардероба, која ќе ве потсети на едно друго време, накити модни додатоци за сечи вкус. Настанот ќе биде збогатен со музички перформанс на диџеј Томе Рудбој. Понесете парче љубов од изложувачите, а воедно поддржете ги во нивната работа, велат организаторите. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 6 лица починале во луксузен хотелски апартман во Тајланд. Имало траги од цијанид во чашите и на чајникот, соопштила полицијата, која се сомнева дека зад труењето стои еден од загинатите поради огромен долг. Двајца од 6 мината позајмиле десетици милиони тајландски бати на друг од починатите за инвестициски цели, наводно за изградба на болница во Јапонија. 10 милиони бати вредат околу $280,000. На пресконференција, заменик началникот на полицијата во Банкок соопштил дека четворица од жртвите биле виетнамски државјани, меѓу кои и брачна двојка, а другите двајца имале двојно виетнамско-американско државјанство. Парагвајската агенција за борба против дрога запленила повеќе од 4 тони кокаин скриен во вреки со шеќер, кои требало да бидат транспортирани во Антверпен, Белгија, соопштиле тамошните власти. Запленетиот кокаин се проценува на околу 220 милиони евра улична вредност. Акцијата била спроведена од специјална единица која ги лоцирала сомнителните контейнери во приватно пристаниште. На европските пристаништа минатата година биле запленети над 300 тони кокаин, од кои рекордни 121 тон конфискувани само во Антверпен, Белгија. Најмалку 25 лица загинале, а 17 се повредени во автобуска сообраќајна несреќа во Перу, додека се движеле низ планински регион, соопштил регионалниот оддел за здравство. Автобусот се излизгал од автопатот во регионот на Андите, се превртел и паднал во провалија од околу 200 метри, изјавил началникот на одделот за заштита на автопатиштата. Според првичните информации, во автобусот имало 42 патници и полицијата не ја исклучува можноста бројот на жртви да се зголеми. Автобуските несреќи се вообичаени во Перу, бидејќи многу автобуси сообраќаат по небезбедни планински патишта или возат несоодветно обучени возачи. Ерупциите на вулканот Стромболи на Етна го подигнаа нивото на тревога на медитеранскиот остров Сицилија. Обсерваторијата Етна издала црвено предупредување, што значи дека ситуацијата може да се влоши. Активноста на најголемиот вулкан во Европа е значително зголемена во последните 24 часа. Од кратерот се исфрла лава со спектакуларна сила, пренесуваат италијанските медиуми. Десетици летови на аеродромот Катанија се откажани или одложени, поради што околу 15.000 патници се погодени од прекинот. На туристите им е препорачано да ги избегнуваат областите околу кратерот на вулканот и да ги
следат владините инструкции. Етна и Стромболи испрлија врела пепел и лава пред само неколку дена, поради што улиците на централна Катанија и автомобилите беа покриени со дебели слоеви црна пепел. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.